Ново издание на регионалните вести за овој 29 април. Во несреќен случај почина 12-годишно дете од Тетово. Полицијата регистрираше и сообраќајна несреќа во која се повредени двајца пешаци. 12-годишно дете од тетовската населба Дреновец почина како врз него паднала метална шибер врата во дворот на фабриката во Непроштено. Трагичниот настан се случил вчера околу 16 часот, кога детето се обидело да отвори вратата, додека неговиот дедо и уште едно лице го паркирале автомобилот во дворот, со кој заеднички пристигнале. Во тој момент вратата паднала, а 12-годишникот се соочил со тешки телесни повреди и во Тетовската клиничка болница бил донесен без знаци на живот. Јавен обвинител екипот ЦВР Тетово изврши увид на местото на повредувањето, кое е фотодокументирано, а подигнати се и траги за вештачење. Се работи на целосно расчистување на сите поединости поврзани со случајот, додека по барање на семејството, без животното тело на детето е предадено за погребување. Вчера вечер околу 20 часот на улицата Благоја Тоска пред крстосницата со улицата 29 ноември во Тетово, патничко возило Опел Корса со тетовски регистарски таблици, што го управувал 21 годишен тетовец, налетело на двајца пешаци од Тетово на возраст од 20 и 19 години. Во несреќата пешаците задобиле телесни повреди и пренесени и задржани се во Тетовската клиничка болница. Извршени увиди се утврдуваат причините за несреќата и се друго. Првично, причина неприлагодена брзина, односно пребрзо возење. 32 прекршоци откриени во вчерашната акција на тетовската полиција во која се контролирало паркирањето на возилата. 4 возачи во Тетово исто толку во Гостивар биле казнети за недавање првенство на минување. Тетовската полиција вчера спровела акција околу паркирањето на возилата, при што се откриени вкупно 32 прекршоци. 18 од нив се однесувале на непрописно паркирање, 8 на паркирање на двоен ред, 4 во зона на крстосница и 2 на паркирање спротивно на сообраќајните знаци. Констатираните прекршоци биле санкционирани со 4 платни налози и 28 покани за наплата на глоба, а 8 возила подигнати се со пајак возило. При контролата исто така утврдени се и 6 други видови прекршоци: управување без возачка дозвола и стечена регистрација, несоодветна категорија и така натаму, кои се соодветно санкционирани. Вчера исто така во двата полошки града спроведени се и акцијски контроли за недавање првенство на минување. Во Тетово регистрирани се 4 прекршоци, кои биле заокружени со 2 платни налози и исто толку покани. 4 прекршоци од овој вид и карактер биле откриени и во Гостиварската акцијска контрола, но во истата регистрирани се и 20 други прекршоци. Најмногу управување без дозвола 7 и неправилно вршење дејствие 5. Секторот за внатрешни работи деновиве значително ги засили контролните активности во сообраќајот во Полог, кои во наредниот период уште повеќе ќе се интензивираат. Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово денес го организираше 10-тиот јубилеен саем на кариера. Студентите, но и веќе дипломираните имаа можност преку непосредни контакти со работодавачите да ја планираат својата кариера и да одлучат за идно вработување. 50% од студентите кои дипломираат на Универзитетот на Југоисточна Европа се вработуваат во првата година, а 10% наоѓаат вработување уште пред да дипломираат. Овој успех се должи пред се на заложбите студентите да бидат во постојан контакт со компаниите како нивни потенцијални работодавачи. Во таа насока Универзитетот веќе 10 години поред организира саем на кариера. Денес им се овозможи и на абсолвентите да се запознаат со условите и начинот на работа на фирмите кои се представија преку своји штандови. Саемот за кариера има за цел да докаже дека високото образование и бизнис заедницата се две неразделливи пола на оваа нова реалност, на креирање на општество базирано на знаење како предуслов за економски и социјален развој. Токму заради тоа, ова не обврзува да изградиме стандарди и квалитет за да се задоволат потребите на економијата, со кадар здобиени со знаења, компетенции и вештини за да се надпреваруваат на глобалниот пазар на трудот. Оттука, новата реалност во нашиот универзитет само со помош на подготвени кадри може да ја смени сегашноста и иднината на овој регион, трансформирајќи го Балканот во успешна сторија како дел од големото европско семејство. Почитувани представници на бизнис заедницата, денес заедно со вас и понатаму продолжуваме со координирање на нашите активности со единствена цел потикнување на студентите и компаниите за воспоставување контакти за вработување и создавање нови начини на меѓусебна соработка. Соработката со вас како бизнис заедница обезбедува директен пристап до нашиот кампус, создавајќи доволно простор за да ги користиме предностите на нашите таленти, кои истовремено се нашата главна предност.
Во овој контекст образованието е составен дел од економските и социјалните политики и алатка за зголемување на конкурентноста на едно општество, а воедно и гаранција за обезбедување социјална кохезија и индивидуален развој на граѓаните. Кога една идеја ќе стане реалност и при тоа во континуитет ќе се надградува 10 години поред, значи дека станува збор за успешна и конструктивна работа. Таков е случајот со саемот на кариера, кој годинава се одржува по јубилеен 10-ти пат во организација на Центарот за кариера на Универзитетот на Југоисточна Европа. Годинава на саемот ќе се представат повеќе од 30 компании, односно повеќе од 30 потенцијални работодавачи на луѓето кои од своето образование го стекнуваат во Универзитетот на Југоисточна Европа. Податоците говорат дека речиси 50% од студентите од овој универзитет успеават да се вработат една година по дипломирањето, а над 12% успеават да се вработат уште пред да ја земат дипломата во рака. Тоа значи дека на Универзитетот на Југоисточна Европа се школуваат кадар според најсовремени наставни планови и програми кои се во тесна врска со потребите на бизнис заедницата. Токму затоа можам да кажам дека компаниите кои учествуваат на саемот го направиле вистинскиот чекор, ќе се представат пред високообразовен кадар за кој убеден сум дека многу наскоро ќе бидат дел од нивниот тим. Саемот на кариера представува можност за студентите да се сретнат со потенцијалните работодавачи и да разговараат за нивно вработување или за нивно ангажирање како практиканти. Но од друга страна, студентите преку овој саем за прв пат во пракса имаат можност да се запознаат со соодветноста на нивните квалификации и способности за да одговорат на барањата на пазарот на трудот. Саемот на кариера се организира од Центарот за кариера при Штуловиот универзитет. Првите лиценцирани советници за кариера во Македонија и пошироко во регионот се од Гостивар. Професорки од Средното економско училиште по завршената обука денес добија меѓународно признати сертификати за кариерен советник. Десетина професорки од Средното економско училиште во Гостивар добија меѓународно признати сертификати за кариерен советник. Професорките претходно 4 недели посетуваа обука по посебна програма, што за прв пат се спроведе во регионот на Западен Балкан. Од денес, тие се првите лиценцирани советници за кариера во Македонија и пошироко во регионот. Прв пат во Македонија имаме обука на советници за кариера, која што е прва обука оваков вид во цел Западен Балкан, затоа што е спроведена според една многу уникатна методологија, тоа се вика GCDF, Global Career Development Facilitator, програма која што освен во Македонија има само во Бугарија и во Грција, и 10 професорки кои што денеска ќе добијат сертификат тука во Гостивар се уникатни по професијата и имаат добиена меѓународна лиценца за кариерен советник. Со новостекнатите вештини и знаења, професорките ќе може да им помагаат на учениците во изборот на професија и развојот на кариерата. Крајната цел е воспоставување на диалог со приватниот сектор, за да се увидат потребите на пазарот на трудот во делот на туризмот и понуда на квалитетен кадар. Имата обврска е да ги советува децата за трендовите во пазарот на труд, да ги ориентираат исправно каде треба да продолжат со нивната кариера и да можат да направат некој си диалог со самиот приватен сектор, за да имаат многу по-квалитетни информации каде се тие развојни гранки, во кои субсектори во самиот туризам може да направат кариера и нормално да им дадат талентирани деца на приватниот сектор, за да можат тој приватен сектор да креира повеќе додадена вредност преку нови работни места, преку поголем развој. Обуката за кариерен советник се реализираше во рамки на проектот за прекугранична соработка меѓу Гостивар и Корча, финансиран од фондовите на Европската Унија. Сертификатот што денес го добија професорките од економското училиште е признат во 80 земји од светот. Советот на млади на општината Гостивар од сега ќе работи во соодветни и опремени канцеларии. Новите простории свечено беа пуштени во употреба вчера вечер, а сместени се во општинската зграда. Советот на млади на општина Гостивар доби своји простории. Синоќа на пригодна свеченост беше отворен младински развоен центар, сместен во општинската зграда.
Обезбедувањето на соодветен простор за одржување состаноци, семинари, обуки и слично беше одредено како приоритет во стратегијата за млади, документ што беше донесен минатата година. Во таа стратегија како еден од приоритетите беше нагласено дека потребата за една ваква просторија каде младите ќе можат да го развијат својот капацитет, било тоа индивидуален или професионален, преку неформално образование, семинари, работилници и се поред, беше нагласено како приоритет. Ова е дел од стратегијата за млади која е донесена во град Гостивар, каде што младите од градот го имаат предложено како приоритетно според нивните потреби, се со цел за тука да се развиваат нивните идеи, да се развиваат нивните проекти, нивните замисли, да се одржуваат некои обуки, да се одржуваат некои семинари, се она што нив им е потребно за подобрување на животот на младите тука. Првиот човек на Гостивар им честиташе на младите за досега сработените активности и проекти, потенцирајќи дека со својот труд и работа ја придобиле поддршката на општината и општинскиот совет. Токму заради нивната посветеност, општината решила да издвои пари за да им ги обезбеди потребните простории. Имаме делено финансиски средства и со тие средства го имаме реновирано поранешниот ресторан од поранешниот систем во нашиот град и сега не е ресторан, туку една канцеларија што ќе им служи на младите и младите на нашиот град ќе производат нови идеи и тие идеи ќе ги презентират пред своите граѓани во општината Гостивар. Младинскиот центар за развој располага со голема сала за состаноци и 3 опремени канцеларии. На свеченото отворање синоќа се појави и пеачката Елхаида Дани, која годинава ќе ја представува Албанија на изборот за песна на Евровизија во Австрија. Елхаида беше во посета на Гостивар да побара поддршка за фестивалот од гостиварци. Франкофонски викенд за 40 на ученици од Тетово и од Битола на Шарпланина во организација на Француската алијанса. Тие имаа можност да го почувствуваат животот на планина и да научат како да ја почитуваат природата. Француската алијанса од Тетово и од Битола заеднички организира еден франкофонски викенд "Ја сака мојата планина" за 40 ученици на возраст од 8 до 14 години на 25 и 26 април. Учениците имаа можност 2 дена да учествуваат на педагошки активности, да го почувствуваат животот на планина, да се запознаат и да научат како да ја почитуваат околината и да научат повеќе за екологија. Програмата понуди игри и прошетки низ природа, квиз за екологија, идентификување на разликите помеѓу градот и планината. Исто така учениците се запознаа со соживотот, со споделување на ресурси и взаемна помош. Сето ова се одвиваше на француски јазик, вели Жули Шамберленд од Француската алијанса во Тетово. Отидовме на Шарпланина, се забавувавме, пешачевме. Имаше сонце, температурите растат, но на шара се уште има снег. Игравме рагби и фудбал, гледавме еден филм на француски јазик. Многу ни се допадна овој викенд и сакаме повторно до година да одиме, вели еден од учениците за неговиот престој на планина. Овој викенд беше овозможен благодарение на поддршката на француската амбасада од Скопје и поддршката и учеството на професорите по француски јазик и аниматорите од регионот. Изборно председателство денес одржа општинската организација на Сојузот на борци Тетово. На собранието, меѓу другото, беше подсетено на одбележаните позначајни јубилеи и историски настани за време на изминатиот мандат, а беа потенцирани и проблемите на организацијата. Стојан Петрушевски е новиот председател на општинската организација на Сојузот на борци Тетово. Подпредседатели се Фајт Јашари и Јоцко Димитриевски, а Момир Јанич го задржува секретарското место. Ова се одлуките донесени на денешното изборно председателство, кое започна со едноминутно молчење во чест на починатите членови меѓу двете собранија, меѓу кои е и претходниот председател Душко Атанасовски. Што се тиче другога изборно собрание, ова година у свим општинским организацијама на територија Македонија се бираме и мало каснимо због припрема многу, сакамо мало достоинствено да биде тоа обележено изборно собрание. Така да, ево сега го, ама не е касно, зашто изборно собрание на Скопје на главен одбор.
će bude negde u maj mesec, tako da ne kasnimo, mislimo da ne kasnimo. Pa on je, kako na svite sobranje, znači izborno sobranje, rabotno predsedateljstvo, kao svugde što postoji ona procedura, ta što je u programite, znači izborno predsedateljstvo, izborna komisija, verifikaciona komisija i drugi tela i organi što treba da budu. На собранието, меѓу другото, беше подсетено на одбележаните позначени јубилеи и историски настани за време на изминатиот мандат, како и за проблемите кои ги мачат, како негрижата на надлежните институции за спомениците, за невраќањето на бистите на народните херои на Тетовскиот плоштад, сериозна потешкотија име тоа што немаат постојано седиште, а се соочуваат и со финансиски проблеми. Најголем проблем е финансиски средства. Туе се сналазимо сами, како знамо и умемо. Неки пут нам помага општината на Брвеница, градоначелник. Лани нам и преклани нам помогна мало и госпоѓа Теута Рифи, градоначелник на Тета, меѓутоа за она најглавниот настан 19. новембар, кај што стварно уложимо многу и средства и да се обележи тој настан на ослободување град Тета, тоа е целосно ослободување на Република Македонија. Не на удостои да нам пусти некој динар, така да се крпимо што вика од дан до дан. Во досегашниот мандатен период, општинската организација на Сојузот на борци Тетово одржало 21 седница. Со многу изненадувања, попусти и забава за најмладите, најголемиот трговски центар во западниот дел на Македонија, Палма Мол, деновиве го прославува првиот роден ден. Детски работилници, фотографирање со омилените анимирани детски јунаци како Спајдермен, Маша, Снежана, Вини Пу и многу други, потоа музички забави за деца, но и попусти до 50% се само дел од изненадувањата за посетителите кои по повод првиот роден ден ги приредува трговскиот центар Палма Мол во Тетово. Поволни понуди и попусти за потрошувачите, многу изненадувања и бескрајна забава. Секој ден од 27 април до 30 април, почнувајќи од 15 часот во центарот, се организира програма во соработка со разни градинки, коледжи, балетски студија и музички фестивали. Најмалите имаат можност да погледнат многу представи, пеење, рецитали, танцување, интересни анимации од професионални аниматори. За најмладите со спортски дух вчера беше организирано и дружење со најмладите членови од фудбалскиот клуб Шкендија. Благодариме на Палма Мол што не даде учество на овие мала генерација млади пионерчиња цицибани. 2003 ја со Марифизени тренер на овие мали дечиња. Имамо една вежба, ситна мала вежба со жонглирање, со децава, ќе има такмичење. Колку деца членува? Имамо 35 деца, моментално имамо 16 деца. Мали, сега што мислимо дека се А категорија и Б имамо, А, Б и С, например. А се на квалитетните. Сега А се овде 18 имамо, други 18 ќе паузира други денови. Сакаат децата фудбал? Да, многу сакаат, нарочито маливе деца. Гледате ли во нив некој иден спортски ас? Тројца е моментално, сите мислиме, ама тројца се што се дел од тие што мислите вие дека се добри играчи. Во текот на изминатата година, трговскиот центар Палма Мол пречека испрати околу 5 милиони задоволни посетители од државата и регионот. Центарот од отварањето досега работеше со голем ентузијазам, со цел да им се понуди на посетителите сигурност и комфорт при секоја нивна посета и токму поради тоа Палма Мол продолжува да функционира во истиот стил и со уште поголем жар и ентузијазам, со цел посетителите да бидат пречекани во топла атмосфера не само за роден денот, туку и секој нареден ден. Палма Мол се простира на бруто изградена површина од 32.000 метри квадратни и има вкупно 90 локали со површина од 17.000 метри квадратни, распоредени на 4 нивоа. Трговскиот центар се состои од голем број локали, меѓу кои бутици од интернационални, регионални и локални брендови, голем салон за бела техника, ресторан, супермаркет, игротека, 7D кино и други места за забава на граѓаните.
Собранието на Република Македонија денеска ги донесе измените на Законот за работни односи со кои се продолжува породилното отсуство за мајките кои ќе родат 2, 3 или повеќе деца. Измените беа донесени со 63 гласови, ниту еден против и воздржан, а предвидуваат на место 12 месеци породилното отсуство да трае 15 месеци за мајките кои ќе родат 2, 3 или повеќе деца. Според измените правните лица се поделени во две групи. Првата со максимум 49 вработени има единствена обврска да го архивира материјалот од трајна вредност за државата, науката и културата, и втората со 50 и повеќе вработени која има врска да води единствено основна евиденција. Правните лица со најмногу 49 вработени се должни да донесат план на архивски знаци со листа на архивски документиран материјал. Во случај на престанок на работа, правниот субјект е должен да го предаде архивскиот материјал на својот следбеник или доколку нема на државниот архив. Бојкотот не е прекинат. Преговорите на средношколците со МОН се уште траат. Не сме задоволни од денешниот тек на разговорите, бидејќи единствено што ни понудија беше формирање на работни групи, а ние дојдовме со готови предлози, велат представниците на средношколскиот пленум. Тие стојат цврсто на ставот дека ако не може да се подобри сегашниот начин, тогаш да си остане стариот концепт за полагање матура. Ниту предлозите на средношколците за екстерното полагање не биле прифатени од министерот Адеми и заменик министерот Ристовски. Средношколците во понатамошните преговори со МОН ќе бараат мониторинг од Народниот правобранител, Хелсиншкиот комитет за човекови права и детската амбасада Медјаши, заради, како што велат, да се заштитат од можни манипулации. Во Босна и Херцеговина денеска е прогласен ден на жалост по нападот врз полициска станица во Зворник. Во нападот беше убиен полицаецот Драган Ѓурич, а повредени беа двајца негови колеги Желјко Гајќи и Стево Миловановиќ. Нападот го изврши 24-годишниот Нердин Ибрич од село во близина на Зворник. Ѓурич ќе биде погребан денеска на гробиштата во Каракај во близина на Зворник со највисоки полициски почести. Грчкиот парламент усвои закон за обновување на работата на државната корпорација за радио и телевизија ЕРТ, која на скандалозен начин беше затворена во 2013 година. Обновувањето на ЕРТ беше едно од предизборните ветувања на новата влада на радикалната левичарска партија СИРИЗА. Тешките услови на живот и стравувањата од болести и распаѓање на секаков ред по земјотресот во Непал во неделата ги тераат жителите на Катманду да го напуштат главниот град. Повеќе од 100.000 лица веќе го напуштиле градот, а според властите нивниот број може да достигне 300.000, околу 1/10 од целото население. Опожарени автомобили, разурнати згради, ограбени дуќани и луѓе во шок. Ваква е сликата во Балтимор по втората ноќ немири кои полицијата заедно со припадниците на Националната гарда се обидува да ги стави под контрола. Жителите во областа се жалат на бруталноста на полицијата. Иако ситуацијата навидум изгледаше мирно, полицискиот час го прекршија неколку стотици демонстранти. Силите на редот реагирале со солзавец против вандалите кои предизвикуваа хаос по улиците. Уапсени се десетмина. Председателот Обама, кој во посета на Јапонија, рече дека нема оправдување за насилството, но призна дека одамна има криза во одржувањето на редот. Австралија го отповика својот амбасадор од Индонезија, откако двајца нејзини државјани беа погубени поради шверц на дрога. Екзекуцијата на вкупно 8 странци беше извршена вчера и покрај дипломатските обиди за нивно ослободување. Австралија ги почитува системот и сувереноста на Индонезија, но жалиме поради стореното. Тоа не е обична работа, изјави Тони Абот, премиер на Австралија. И владата на Бразил го осуди погубувањето на еден нејзин државјанин. Осудените беа стрелани по емотивната последна средба со најблиските. Нигериската армија ослободи 200 девојки и 93 жени при операција за ослободување на Самбиса од исламистичката вооружена група Боко Харам. Во операцијата на армијата уништени се 3 кампови на екстремисти. Во април минатата година Боко Харам киднапира над 200 ученички во близина на градчето Чибок, што предизвика меѓународно негодување и протести. Денес имавме променливо облачно време со локални слаби врнежи од дожд, особено предпладне. Утринските температури се движеа од 3 до 14 степени, а дневните од 11 до 23 степени.
Утре не очекува умерено облачно време со повремени сончеви периоди, а во северозападните, западните и југозападните предели нестабилно со врнежи од дожд. Утринските температури ќе се движат од 3 до 14 степени, а дневните од 11 до 23 степени. Тоа беа содржините предвидени за ова издание на регионалните вести. Ви благодариме за вниманието и пријатно.